Дали вежбањето нуди поголема корист за нашиот мозок отколку за мускулите? На кој начин вежбањето придонесува за развивање на меморијата? И конечно, кога зборуваме за посериозните теми, за деменцијата или Алцхајмеровата болест, како вежбањето придонесува за намалување на ризикот од нивната појава? За сите овие прашања одговорите во следните неколку минути. Во денешното видео ќе зборуваме за како физичката активност влијае на вашиот мозок. Второ, ќе зборуваме за тоа како деменцијата е поврзана со физичката активност. Трето, ќе разговараме за меморијата и како таа се подобрува со физичка активност. И конечно, на крајот ќе дадеме неколку практични совети. Велиме, во здраво тело, здрав дух или здрав ум. Впрочем, физичката активност знаеме дека влијае и тоа како позитивно на мускулите, но може би многу посилно влијае на нашиот мозок. Интересното е тоа што колку повеќе сме физички активни, колку повеќе ја зголемуваме циркулацијата во нашето тело, се зголемува циркулацијата и во нашиот мозок. Кога доаѓа доволно нова, свежа крв, медицински велиме дека се случува подобра оксигенација или има повеќе кислород во мозокот и тоа поттикнува низа на позитивни промени. Од тука физичката активност влијае на нашиот мозок и на хемиски и на физички начин и ќе го објасниме како. Првиот начин, хемискиот начин на влијание врз нашиот мозок. Кога ќе дојде крвта и ќе донесе со себе свеж кислород, оксигенација, се случуваат три работи. Прво, доаѓа до така наречена неурогенеза. Иако ние досега сме учени да сметаме дека процесот на создавање на невроните е дефинитивен, сепак последните научни студии кажуваат дека физичката активност придонесува за подобрување на неврогенезата и дури дека кај некои пациенти јасно е утврдено преку снимки дека доаѓа до зголемување на волуменот на одредени делови од мозокот преку физичка активност. Второ, на хемиски план доаѓа до подобрување на перформансите на мозокот на неколку начини. Првиот начин е преку лачење на невротрофини. Невротрофините немаат за цел да создаваат нови неврони, нови мозочни клетки, туку тие имаат за цел веќе постоечките да ги подобрат, да им ја подобрат функцијата, да ги хранат нивното преживување и нивната функционалност. Па од тука се смета дека и подобрувањето на меморијата преку редовна физичка активност се објаснува токму на овој начин. И третиот механизам, таа оксигенација, тоа подобро снабдување на крв и на кислород на мозокот, јасно е веќе дека води до зголемување на невротрансмитерите. Под невротрансмитери пред се мислиме на серотонинот. Кога ќе дојде до зголемување на серотонинот, доаѓа до подобрување на расположението. И на тој начин утврдуваме дека физичката активност ја подобрува неврогенезата, го поттикнува лачењето на невротрофините и го поттикнува лачењето на одредени невротрансмитери. И со тоа, конечно, и хемиски, и физички го подобрува мозокот и неговата состојба. За жал, кога зборуваме за Алцхајмерова болест, не можеме да зборуваме за лек се уште. Не постои фармаколошка терапија или официјално апче, така да кажеме, преку кој што можеме да ја третираме болеста. Тоа ги натера научниците во изминатиот период малку да го свртат погледот во друг правец. Тој друг правец е начинот на живот. Или уште поконкретно, степенот на физичка активност. Започнаа низа на научни студии кои што јасно покажаа дека степенот на физичка активност влијае врз, прво, појавувањето на Алцхајмеровата болест и второ, текот на болеста или брзината со кој што ќе напредуваат симптомите.
Направена е интересна научна студија во која што се утврдувало дали луѓето кои што биле активни физички во 1985 година, денеска, неколку децении подоцна, имаат подобри капацитети на мозокот и се поблиску или подалеку од деменција. Научните податоци се многу интересни. Тие кои што биле физички активни, или така да речеме фит, во 1985 година, денес имаат многу помала веројатност да бидат блиску до деменција. Така што тоа е првото прашање кое што го одговараме. А тоа е, појавата е значително помала и ризикот од појава е значително помал кај луѓе кои што се физички активни. Второто прашање исто така ќе го одговориме преку научна студија, а тоа се однесуваше на пациенти кај кои што веќе е појавена Алцхајмеровата болест, дали ако тие почнат да бидат физички активни, дали кај нив ќе има некакво подобрување. Научниците кои што го следеле тоа, ја следеле една посебна зона во мозокот, така наречен хипокампус. Хипокампусот е дел од мозокот кој што е одговорен за меморијата. И токму тој е засегнат кога зборуваме за Алцхајмеровата болест меѓу останатите. Следеле колку ќе биде прогресот или намалувањето, бидејќи таму станува збор за намалување на хипокампусот. Тие пациенти кои што биле физички активни, наспроти оние кои што воопшто не биле физички активни, имале видливо, утврдено, забавено намалување на хипокампусот. Така што, ако пациентите ги поставиме на редовна физичка активност и кога веќе е присутна болеста, ние гледаме и можеме да утврдиме физички дека намалувањето на хипокампусот се забавува. Од тука, кога зборуваме за физичка активност и за Алцхајмерова болест, да сумираме и нејзината појава, веројатноста за појавата се намалува, но и доколку зборуваме за терапија, како составен дел од терапијата, физичката активност го има своето место. Стасавме до практичните совети за денешното видео, за да се подобри состојбата на мозокот или особено да се намали веројатноста за појава на деменција или Алцхајмерова болест. Сега советите ќе ги дадеме не само за младите, туку и за повозрасните. Имено, без разлика колку години имате, ако почнете со физичка активност, секако ќе имате придобивка. Значи, ако веќе сте пензионирани, тоа значи можеби пензионирани од работа, но не значи и пензионирани од физичка активност. Физичката активност се препорачува во различни форми, кога зборуваме за мозокот и за намалување на веројатноста за деменција. Првото и основното, пешачењето, 30 минути на ден, е основата. Меѓутоа, ако можете да додадете и малку вежби со отпор или со тежини, и уште поважно, ако можете да додадете вежби на истегнување и за постигнување на подобра рамнотежа, ќе направите уште подобар ефект. Така што физичката активност е препорака за сите кои што не се грижат само за мускулите, туку и за мозокот, не само за младите, туку и за старите.